Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Последниот инцидент во Штип, каде е запален автомобилот на членови на СДСМ, е доказ за тоа за каква обнова се залагаат Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. Еве, почитувани граѓани, што значи обновата на режимот, обновата на поделбите и насилство врз неистомислениците. Обнова на физички напади и апсење на новинари и брутални упади и затварања на медиуми. ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски се единствените против интеграцијата во НАТО и Европската Унија, против реформите и интересите и на државата и на граѓаните. Тоа е потврдено и со последните изјави на европските лидери, кои ВМРО ДПМН го посочуваат како анти-ЕУ опозиција. Дури и ИПП, групата на народни партии, денеска потврди дека одлуката на Франција да не дозволи почеток на преговорите е стратешка грешка, што е во директна спротивност на ставовите на Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски се единствените кои не сакаат интеграција во НАТО и Европската Унија. Тие сакаат да се врати криминалниот режим, мракот и изолацијата. Но тој филм, за среќа на сите, нема да го гледаме. Граѓаните нема да дозволат обнова на режимот и погубните политики на побегнатиот криминалец во Будимпешта. Граѓаните повторно ќе ги поразат деструктивните, антинародни и антидржавни политики на ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски. На 12 април огромно мнозинство на граѓани ќе одлучат да продолжиме на прав пат. На патот на развојот, демократијата, напредокот и интеграцијата во НАТО и во Европската Унија. Ви благодарам.